Добре дојде и да те прашам како се чувствуваш денеска на овој евент. Добро ве најдов, прекрасно се чувствувам на овој евент. Искрено има премногу луѓе и многу добра атмосфера, така што право и мислам стварно само пофалби за убавина и здравје, како и секоја година нормално. Сакала да те прашам што те инспирираше денеска да облечеш оваа маска на тебе? Па, бидејќи носам црно, искрено сакав да има некој контраст, па ми се допаѓа како е организиран ова и овој дрес-код, така што само пофалби за вакви идеи. Ако можеш еден ден да бидеш анонимна, што би направила? Ако можам да бидам анонимна, леле, сигурно би купила карта негде за патување и мислам без да треба да платам и би отишла негде на неколку дена, да одморам малку. Кој момент од твојата кариера ти е најдрагоцен досега? Па, искрено, мене сите настапи во живо ми се најважни, најдрагоцени, бидејќи тогаш ја делам енергијата со публиката, така што секој настап во живо ми е за мене најдраг, дефинитивно. А вака да те прашам, што ти инспирираше тебе да започнеш со музика? Па, искрено, тоа од секогаш сум го сакала, буквално нема нешто што ме поттикнало, туку едноставно само по себе си дошло тоа, бидејќи уште како мала сум си потпевнувала, сум сакала тоа да го правам и фала му на Господ што еве имам прилика тоа денеска да го работам и да биде моја професија. Дали имаш планови сега во иднина со еве на пример со вадење на нова песна? Да, секако дека имам планови за нова песна, само што овој период имав мал застој бидејќи имав некои други обврски што беа надвор од музиката, така што спремам нешто, се надевам дека за кратко ќе излезе. Исто така би сакала да те прашам, оваа нова музика сега што ја припремаш, твојата нова песна, дали ќе биде некој мелодичен, динамичен ритам или пак ќе биде некоја поспора песна? Па нема да биде поспора, бидејќи сега ќе преферирам малку побрзи песни да вадам, така што ќе оставам да видите на времето. Дали е потешко за македонците некако да се најде некој дел, некој да може да ги подгурне? Па, искрено мислам дека треба да има поголема поддршка за македонските артисти, бидејќи некако ние се тоа само иницијативно си го правиме, од прво дали од финансиска помош, дали да има повеќе платформи каде што ќе може да се пласира нашата музика, бидејќи многу луѓе ја немаат и слушното, бидејќи немаат достапност до истата, освен еве да речеме дали на YouTube или некои радија кои што се многу малку и благодарение и на нив може да се пласираат некои песни, така што мислам дека дефинитивно ни треба поголема поддршка и можеби ете да се гледа се пласира повеќе македонската музика отколку нечија било друга. Точно. Фала ти многу за искрените одговори и се надевам дека повторно ќе гостуваш. Фала ти многу и на тебе, прекрасна си и преубава си вечер. Фала.